Ако можеме да оцениме туристичката сезона, тоа ќе го направиме со Љупчо Јаневски, кој е поранешен директор на Агенцијата за поддршка на туризмот и познавач на состојбите во оваа економска гранка. Јаневски, ти благодарам што ја прифати мојата покана да разговараме за оваа тема од економијата. Благодарам за поканата секако и поздрав до сите гледачи на Телевизија 24. Од 1 до 5 можеме да оцениме или да одиме од 5 до 10? Без разлика како ќе ја пондерираме, можеме годината да ја разгледуваме од повеќе аспекти, од аспекти на статистика, од аспекти на предвидување, од аспекти на исполнување на стратешки планови кои што барем не ги видовме за 2025 или беа на тоа ниво на кое што беа. И секако тоа што е направено претходно и се надевам тоа што би требало да извлечеме поуки од 2025 како година, каде што веќе го живееме низиниот трети квартал во туристичката индустрија. Како го најавила, мислам дека повеќе од тројка нема да дадете. Ако ги гледаме статистичките резултати, имаме континуиран раст на странските туристи, тоа се бележи поради очигледниот масовен туризам во двата наши најголеми центри, тоа е Скопје и Охрид. Зборуваме Скопје како бизнис центар со поголем број на кружни патувања и исто така Охрид како наш главен туристички центар, кој што се фокусира, да кажеме, со пократка сезоналност, за разлика од Скопје како бизнис центар, кој што има во континуитет туристи во текот на целата година, но со значителни пикови во текот на туристичката сезона, односно во текот на кружните патувања кои што некаде започнуваат помасовно да бидат некаде во јуни, средината на јуни и завршуваат некаде кон август, но генерално скратена е сезоната на некои 25 до 30 денови во Охрид. Ако ги погледнеме резултатите по региони, ќе видиме дека домашните гости бележат пад во текот на целата 2025 година и со бројот на остварени ноќевања, но и исто така и со нивната посета во нашите туристички центри, генерално во сите градови, додека странските туристи имаат раст. Ако ја погледнаме голата статистика еве за месец јули, ќе видиме дека од прилика 45 до 50% имаме гости од една дестинација, што за мене е сериозен сигнал дека не треба да бидеме изложени толку на една дестинација, бидејќи ако имаме некој одреден проблем, економски или било каков, со кој што знаеме низ годините дека туризмот е многу осетлив. Еве да кажеме, ако во 2019 еден пример година, туристите од Република Бугарија, од нашиот источен сосед, ни биле во првите топ 5 гости поради познатите политички случувања, 85% имаме намалување низ годините на посета од таа дестинација и обратно. Наши туристи кои што ја посетуваат, сметам дека не треба да бидеме изложени толку на еден пазар. Ако имавме 122 или 123 илјади туристи во јули месец, околу 50.000 туристи ни се од една дестинација, што според мене воопшто не е прифатливо понатаму да градиме одржлив туризам, додека нашите туристички два центри или региони, Скопскиот и Охридскиот, имаат раст помеѓу 10 и 12% на туристи, а според некои мои истражувања ќе завршиме со еден цифрен раст на бројот на ноќевањата, таквиот раст или егал, ако ги споредиме резултатите во првите 7 месеци, имаме во другите останати 6 центри, што значи дека и тука рамномерниот економски развој нема да дојде до влијание, ниту локалните да кажеме финансиски бенефит во останатите 6 центри нема да биде ист како што е во овие два. Знаеме, имаме стратегија како да привлекуваме гости? Државна? Последната стратегија е направена во 2015 година. Искрено во 2018 и 2019 од истата стратегија јас видов само една презентација. Истата беше усвоена тогаш со податоци од 2015 година и многу беше тешко, буквално голем број предизвици кои што се решаваа наназад и нанапред, за да се креира стратешки планирање кои што ќе биде малце опфатена таа стратегија, која што веќе во 2020 година ниту една светска стратегија немаше предвидено ковид кризата. Ние работевме со оперативни планови, се со цел да го заздравиме македонскиот туристички сектор. Тоа беше во 3 чекори. Прво,
со кампањите Дома си е дома и 2020 година поради неможноста патувања бевме максимално фокусирани кон здравјето на домашните туристи, на нашите граѓани, но и успеавме некаде да генерираме 1,8 милиони ноќевања, што беше голем успех во тој момент. Да. Ако ги предвидувавме во мај месец кога бевме сите затворени, и кампањи кои што ги работевме заедно со швајцарската амбасада, кој што ја одликуваше не само 2020-2021 година, каде што исто така продолживме со растот на домашните туристи и почнавме да ги размредуваме веќе традиционалните пазари, кои што за жал веќе во 2025 година изгубивме, како што е холандскиот, како што е голем број на ноќевања и туристи од холандскиот пазар, од полскиот кој што ги затвори своите чартер летови и своите операции ги заврши за Охридскиот аеродром, кој што беа од Катовице, кој што имавме летови по 2, по 3 чартера неделно во текот на сезоната од мај до октомври. И тоа многу влие врз просечниот потрошувачка на туристите во нашите центри и некаде таа треба да се движи иста како во 2023 година. Ако ги погледнеме двете последни години во македонскиот туристички сектор, ако ги споредиме со растот на просечниот раст на земјите од отворениот Балкан и на Европа, ќе видиме дека некако ние повторна каска. Така како туристи, како слика за Охрид, секогаш биле на прво место холандјаните. Изгубивме квалитетни гости? Изгубивме луѓе што трошат или знаете како? Ние не можеме да ги поделиме гостите кои што трошат и гостите кои што не трошат. Ако вие сте во дестинацијата со пакети од 5, 7 и повеќе денови и во хотелите сте со доручек, значи ББ, вонпансионски ќе требате нешто да потрошите во дестинацијата. Всушност, самиот факт дека сте на аранжмани од 7 денови, не ја оптеретувате толку дестинацијата, го намалувате прагот на рентабилноста на хотелите, но го зголемувате просечната пополнетост, што ми му возможува максимална рентабилност на хотелите. Добро. Кога имаме кружни патувања. Меѓутоа другиот дел од економијата, нели? Да. Вонпансионското трошење е поголемо, бидејќи луѓето јадат, нели, престојуваат во дестинацијата, користат останати услуги во локалниот економски развој. Така. Кога имаме кружни патувања, тие се во дестинацијата на една вечер или на две, максимална програма во која што се само имаат бенефит тие кои што даваат услуги во текот на летниот период. Например, како што се бродови, катамарани, водичи, ситни продавачи на некои одредени услови, за разлика од рестораните кои што се алакарт и хотелите кои што не работат со групи, кои што се 4 звезди и 5 звезди, кои што имаат стандардни гости, кои треба да им се понуди поразлична програма, да им се понуди поразлични атракции во дестинацијата, односно дестинацијата во континуитет да има нови атракции кои што ќе ги мотивираат гостите со подлабок джеп во овој случај, не само да не посетат, туку и повеќе да обрнат внимание и да користат повеќе услуги во самата дестинација. Тука е големата разлика. Ние се фокусиравме 2024 очигледно и 2025 на квантитет на гости, кои што индиректно ќе овозможат, нема да овозможат можности и простор за гостите со подлабок џеб. Па и од тука можат да се видат и бројот на соби во категоризираните хотели, дека ние во паѓање според Државниот завод за статистика, исто така бројот на кревети, искористеноста и тука кога ќе направиме повеќе истражувања многу подлабоки од суровата статистика, како истражување за одредена студија каде што гледаме дека 37% од вкупниот број на испитаници во Охридскиот и во Скопскиот регион ја категоризираат 2025 или првата половина од 2025 малце полоша од 2024 година. Само 17% велат дека е подобро. Ние мораме многу да работиме на услугата, бидејќи човечките ресурси се капитал, долгорочен капитал во секоја економска гранка, па и во туризмот, кој што го треба да го третираме како област, но исто така да градиме одржливи стратегии, тоа што ме прашавте, бидејќи стратегија за развој на руралниот туризам за кој што имаме максимално добри потенцијали и тоа го знаат сите, па и малите деца, ние ја немаме од 2017 година. А тоа е нешто што сега се бара. Што е круцијално,
за одржливоста во дестинацијата, А сите услови ги имаме. бидејќи ние не сме дестинација со кратки пикови, туку ние сме дестинација за 4 сезони. Кратките пикови, масовниот туризам и туристите на кружните патувања се карактеристични за дестинации кои што имаат мориња, кои што имаат ресорти, кои што имаат поголеми хотелски зданија. Нашите хотели се со максимум 250 соби. Ние дури одва и сега почнуваме да развиваме мајс туризам, конгресен туризам, DMC нешто поразлично, затоа што тоа мораме да го понудиме на клиентите кои што го бараат или да ја промовираме на таков начин Македонија. Кој дел од Македонија е за 4 сезони? Буквално секој дел на Македонија е за 4 сезони. Скопје како главен град и Скопскиот регион мора да живее за 4 сезони, бидејќи е главен град и бизнис центар. На Скопје му фали еден сериозен конгресен центар. Најавуван неколку градоначалници. Стратегија за развој на туризмот која што биде применета од одделението кое што генерално мора да стане сектор во локалниот економски развој во градот Скопје. Исто така, гледајќи ги наназад, буџетите и програмите кои што биле издвоени во градот Скопје, генерално бидејќи во овој случај ние тема на разговорот тој, ќе видиме дека се очени. Сушност, ајде, народно кажано, тоа што сме дробеле 33 години, таа попара сега си ја сркаме. Тие се ефектите. Колку сме далеко од регионот? Не одиме далеко. Во однос на и алтернативниот туризам, ете го и бизнис туризмот. Ако го гледаме генерално визијата на градовите и конкурентноста околу нас, ние некако почнуваме се повеќе да каскаме. Ако градот Скопје во 90-тите години бил еден од во тогашната Југославија, еден од трите градови кои што биле најдобри за бизнис, за забава, каде стигнавме? Да. Повеќе нема да зборувам, бидејќи ќе кажам што тоа ние нудиме на туристите. Денеска да не праша турист каде да излезе. Каде да излезе, што да види. Не знам што да му кажам. Што да види, да погледне инвести што се случува во градот Скопје. Како ние управуваме со отпадот, како ние се грижиме за загадувањето, колку нашите споменици се сервисирани, колку ние имаме дигитални алатки за тие слободно да патуваат низ градот Скопје, колку имаме означени туристички локалитети. Како да стигне сам до матка. Така е. Колку нашето градски превоз е адаптиран на нас, на граѓаните, исто така ќе биде адаптиран. Сите тие врели или црвени точки во градот многу значат не само за граѓаните, туку значат и за туристите кои што ќе го посетат градот. Кузна што би се случило да влезе турист во ЈСП и да влезе контрола му побара. Еве, ние може со да нашите семејства, што би се случило? Со нашите семејства да се потрудиме да најдеме мапа туристичка на градот Скопје. Како да стигнеме до Скопје? Како да отидеме и да уживаме во нашиот аквадукт? И што таму ќе сретнеме? Кој кустос на кој археолошки локалитет во градот, генерално, и во Македонија, ќе бидеме пречекани и ќе ни биде објаснето како да си платиме влезница и ќе ни биде објаснето зошто е тој неговото значење и се остана. Тоа во меѓувреме ќе погледнеме неколку водичи кои што на различни јазици раскажуваат различни приказни за нашата историја. Значи, ова е туристичката дипломатија која што ние треба да ја развиваме е многу значена и токму таа е првиот чекор кон презентирање на се она што е добро од државата. Па така да јас секогаш сум повеќе фокусиран на стратешките интегрираните чекори кои што треба да се работат од државата за развој долгорочен, не само на туристичкиот сектор кој што треба да блесне затоа што другите останати сектори влијаат врз него и тој влијае на повеќе од 21 и на таков начин треба и да го третира. Ние не можеме да развиваме туристичка индустрија и туризам ако имаме поделени ингеренции во моментот на Министерството за економија и Министерството за култура и туризам. Ако имаме во Министерството за економија сектор за угостителство, а во овој случај да имаме институција како Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која што читам дека е веќе укината, и сите ингеренции се префрлаат на Министерството за култура и туризам, кое што треба да креира политики,
а институција која што треба да биде трансформирана како Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во националната туристичка организација треба да ги спроведува и да ги имплементира тие политики. Додека Министерството треба под себе да има туристички инспекции, туристичка полиција и овие практики се од регионот, од Европа и од светот. Значи не е нешто што ние ќе измислиме сега, туку нешто што е воспоставено и функционира. И генерално нашиот пат кон Европската унија треба да ги следи европските практики. Гледате подобрување во однос на туризмот откако туризмот се качи на повисоко ниво со тоа што би влезе во како министерство? Јас сум еден од големите поборници туризмот да има министерство и прво сум многу задоволен и среќен што новата влада успеа да создаде Министерство за култура и туризам. Го имаме, меѓутоа состојбите во туризмот какви се? Јас во неколку наврати сум кажал дека културата троши, туризмот носи. Комплементарни гранки, добро, и покрај тоа што не се логични, се логични, бидејќи сите наши археолошки локалитети, културолошко и историскиот туризам е многу значаен, бидејќи во одредени анкети перцепцијата на туристите, генерално на странските туристи е тоа. Неколку типови никогаш нема да ни простат за тоа што ја губиме природата на начин на кој што ја губиме и се грижиме за нејзе. Исто така и за културолошко-историското богатство кое што го имаме и го третираме на начин на кој што го третираме и токму ова министерство треба да се грижи за тоа. Колку е неговата функција во овој момент, колку успеавме ние со некој одредено реструктурирање кое што, искрено кажано, треба повеќе да биде широко и да офати сите комори, сите факултети за туризам и заеднички да се гради структурата која што веќе е опишана, донесена на влада со заклучоци во извештаи на Државниот завод за ревизија за успешноста на агенцијата, што треба да се подобри, каде треба да се трансформира. Сите тие документи треба да бидат интегрирани понатаму во чекорите кои што треба да се случува законот за туристичка дејност кој што тапкаше од 2019 година поради чуден начин некаде низ Министерството за економија лавиринтите. Ние во овој момент со укинувањето на агенцијата, со создавањето на советот што го поздравувам, истиот совет кој што го имаше агенцијата при Министерството за култура и туризам, некако за мене се сведува туризмот на ниво на сектор. Така, тоа сакав и да потенцирам. Очекував барем иницијатива, кога се формира едно вакво министерство, да има поголеми вложувања во подобрување на кадарот, така, во привлекувањето на домашните туристи, во подобрувањето на услугите кои што ги даваат. Од тоа за сега јас не гледам. Сметам дека многу сериозно треба да се пристапи. Уште посериозно од сега, бидејќи екипирањето на институцијата не значи укинување на друга. Туку треба да значи надградување, унапредување. Како ќе оди понатамошната трансформација во туристичката индустрија ќе видиме, бидејќи доколку бидеме прашани, ќе си го кажеме своето мислење. Веќе година дена очекуваме долгорочна стратегија за туризмот која што беше многу пати најавувана. Исто така стратегија за развој на транзитен туризам кој што искрено кажано барем до мене не е пристигната, но сметам дека ние треба да работиме многу подлабоко, многу поинтегрирано и дека нашата држава многу повеќе треба да биде фокус туризмот, бидејќи преку туризмот ќе допреме до многу други канали кои што се многу значени. Ако туризмот низ годините растел, многу брзо се би кажал врати после корона кризата, но тогаш токму корона кризата ги покажа слабите точки во кои што треба да работи туристичката индустрија и каде се нашите капацитети и спремност на туристичкиот сектор брзо да се врати и да расте. Всушност низ годините не успеавме да вложуваме тој празен простор да го искористиме за нова стратегија, за инфраструктурно подобрување, за донесување и привлекување на нови инвестиции во туристичката индустрија, за менување на перцепцијата на дестинацијата.
за продолжување на нешто кое што низ изминатите години се градеше, бидејќи знаете, секогаш туризмот бил генерално и економијата била раздвоена на два дела. Потребните позитивни резултати кои што секоја влада ги бара и долгорочното трасирање и долгорочното работење на поле кое што не секогаш ќе ги донесе резултатите веднаш и тука. Бидејќи одржливоста на дестинацијата не може да се создаде со ајде по моментов ќе имаме масовен туризам, под масовниот туризам ќе донесеме критериуми за да биде тој одржлив. Едно со друго не може. Едно со друго нити можело, нити ќе може, бидејќи големи дестинации, големи држави како што Италија, како што има проблеми со Венеција, па дури и со одредени дестинации со редуцирањето на крузерите, дополнително Барселона, кој што дури и населението кој што живее во градот почнува да реагира и многу пати тоа го гледаме. Да, милионски туристи на дневна основа може да функционира. Комплетно не е одржлива инфраструктурата, Истанбул и сите градови каде што чекаме по 45 минути за главини во гужвата и се останато, тоа се влие на луѓето кои што 12 месеци живеат во дестинацијата. И тој процес треба да биде одржлив со максимално вклучување на локалното население во сите делови на туристичката индустрија и генерално и токму затоа препораките се да се создадат destination management организации кои што ќе работат на најниско ниво, на локално ниво со сите стейкхолдери, кои што ќе бидат под националната туристичка организација, од каде што од оздола нагоре ќе се гради одржливи стратегии, одржливи политики во туристичката индустрија. Тие ќе се генерираат како предлози на законите и законски подобрувања преку Министерството за култура и туризам и повторно надоле ќе бидат имплементирани преку националната туристичка организација, додека другите институции како туристичката инспекција, туристичката полиција ќе помогне во регулирање на пазарот кој што според Светската туристичка организација некаде во 2023 година изнесуваше 41% сива економија. Која е најголемата мака на туризмот во Македонија? Сметам дека треба да работиме на неколку полиња. Што поголемо инволвирање на стручната и на научната јавност и институции во креирање на политиките, максимална транспарентност на институциите, генерално на државата, па и во туристичката индустрија, и многу подобро работење на коморите кои што ги имаме за туризам, угостителство, сите останат, со нормално позитивен импакт, предлози во градењето на законот за туристичка дејност, во градењето на политиките, во градењето на долгорочните стратегии, како и фокус за понатамошно не обструирање, туку имплементирање на тие политики реално во наназад до најниско микрониво. Сметам дека тоа е начинот кој што треба да го работиме. Секако Македонија како туристичка дестинација не треба да се задоволи со пик од 30 денови, што поголем број на линии, што подобро поврзување, подобра инфраструктура на која што се работи и за која што сметам дека ќе даде позитивни ефекти не само во туризмот, во бизнесот, во патувањето и во намалувањето на загадувањето, но многу сериозно треба да се зафатиме со теми кои што директно или индиректно влијаат врз туристичката индустрија. Кој е виновен за намалениот број на домашни туристи во туристичките локалитети? Јас не познавам држава каде што има намалување на број на туристи од сопствената држава. Ете и Србија нема, например, море, па ги видов податоците. Повторно тие се во позитива, повторно таму си го одат, си ги посетуваат своите туристички локалитети. Ќе се навратам наназад. Имаат раст на бројот на гости. Не многу далеку. Тоа беше предвидено во 2023 година со стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и нудење на владата на нов модел за субвенционирање за домашни туристи, се со цел да ги мотивираме домашните туроператори и домашните туристички агенции се поголем број да нудат поголем број на аранжмани на домашните туристи за домашните локалитети. Многу пати сега кажав домашните, ама тоа е многу значајно, бидејќи само 0,7% од вкупниот број на туроператорите и туристичките агенции во државата нудат пакети
аранжмани за домашните туристи во домашните локали. Колку? 0,7. Сите сме фокусирани за регионот, за incoming, многу малце, околу 4% од вкупниот број на туристички агенции и туроператори од државата работат дојдовен туризам или incoming туризам, додека сите останати работат ојдовен туризам. Или outgoing. Дали е тоа дека македонските туристички работници па не сакаат да работат со домашни туристи? Многу е полесно очигледно да подигнеме чартер за некоја друга дестинација, отколку да подигнеме, да бидеме носители на аранжмани за домашната дестинација, токму и за регионот. И токму тој систем на субвенционирање требаше да помогне во намалување на негативниот ефект за домашните туристи, а зголемување на сезонското пополнување со домашни туристи на нашите аранжмани. Вториот сегмент е, ако веќе даваме К15 и е потребно тоа да го направиме, и се сложувам со владата, тогаш истиот да биде даден за домашните туристи како ваучер за пополнување и посета на нашите туристички дестинации од страна домашните. А не да биде, што би рекол, еден од најдобрите туристички работници Иванов, можеби во моментов не гледа да купи нов капот или палто со парите, него да ги потроши во некој туристички или да развива локалитет. некоја друга дестинација во соседството, така, каде што ќе доби и многу ниско ниво на услуга и ќе биде сместен на некое под ниво на кое што е потребено но да отиде во друга дестинација. Тоа е вториот момент. И третиот момент, вториот момент каде што се понуди исто така цел модел. И третиот момент е долгорочно вложување и долгорочни програми на државата во развој на руралниот туризам преку одредени проекти кои што треба да бидат на национално ниво. За тоа беше понуден проект 50 рурални села, 50 рурални приказни на кои што требаше да постои во 4 фази. И се тоа беше донесено како заклучоци на влада. Не знам каде исчезна, не знам дали беа предвидени во програмите на институциите за 2024 и 2025 година. Секако, една од причините за мојата оставка на чело на институцијата на крајот од 2023 година, слободно сега можам да кажам, е токму непрофесионалното третирање на туризмот и одвојувањето на страшно мал буџет, дури 95% помал од бараниот за 2024 година, и со таков третман тогаш не можевме да работиме нити да постигнеме никакви ефекти. Генерално, тоа што се случува во туристичката индустрија е моменталното водење, но и претходното третирање на туризмот. Што е она што прво и итно мора да се направи во област на туризмот, според вас? Мораме да го третираме туризмот како област, бидејќи влијане од повеќе од 20 економски гранки. Мораме да разбереме дека 4,5, можеби и повеќе проценти од вкупниот број на вработени во државата директно и индиректно се ангажирани во туристичката индустрија, туристичко-угостителската индустрија. Мораме да го изградиме туристичкиот сектор на повеќе нивоа со европски и светски практики. И тоа треба да го работиме брзо, бидејќи не треба да губиме повеќе време. Изгубивме доволно. Сакаме да научиме. Се со цел во наредните 5 години, што помалце да обструираме, а повеќе да работиме да си ја заработиме нашата плата. Ние сме рекордери генерално во Европа по непродуктивност во работењето и можеме да кажеме дека на ниво на ден работиме помеѓу час и половина и 2 во државната администрација. Овде некаде ни завршува нашиот тајминг за разговор на еден малку негативен начин, меѓутоа не е негативен, ова е реален начин. Таа е реалноста, тоа е сакам да го кажам. Никогаш треба да зборуваме и за ова. Од една гранка која што треба да дава само позитивни резултати и само убави вести. Сметам дека сите ние на микро ниво треба да бидеме најдобри од себе. Така си е. Да имаме секојдневни микро победи, се со цел заеднички понатаму да креираме раст и развој на државата во која што сме останале да живееме, а исто така сме должни како генерации да создадеме услови за новите и млади генерации да останат тука и да градат еднини. Токму со долгорочните стратегии, со споделувањето на долгорочните визии, овозможуваме на младите луѓе да видат каде државата оди, се со цел да не го видат билетот во еден правец. Токму тоа е, ако работиме на човечките ресурси, кои што даваат долгорочно креирање во
туристичката индустрија, па и во економијата. Всушност, туризмот, длабоко верувам дека е еден од петте економски гранки по кои што треба да бидат во наредниот период двигатели на македонската економија. Јас сум сигурен дека доколку дадеме сите од себе, дека ќе успееме во тоа и ќе помогнеме на владата во низините напори. Благодарам уште еднаш на гостувањето. Се надевам дека кога ќе се договориме за една емисија кон почетокот на зимската сезона, многу работи би се промениле. Јас би кажал дека нема сезоналност во туристичката индустрија. Рековме 4 сезони. Да, уште помалце во македонскиот туристички сектор и само со таков пристап ја сум сигурен дека во наредните 3 до 5 години ќе имаме со што да се гордееме и со што да се фалиме. Да, оваа порака нека се слушне онаму каде што да стигне онаму каде што треба да се слушне. Ти благодарам уште за гостувањето.